Објектот во кој работела дискотеката Пулс во Кочани бил нелегално пренаменет од индустријски во угостителски објект, без измена на деталниот урбанистички план и без исполнување на законските услови. Посочи денеска пред судот вештото лице Душица Трпчевска-Ангелковиќ, додавајќи дека од 2012 година дел од објектот почнал да се користи како дискотека, кабаре, спротивно на планската документација. Според неа, постоеле две легални можности – измена на деталниот урбанистички план и предвидување на намена Б3 или отварање дискотека во објект каде што таквата намена е дозволена. Наместо да избере една од овие две легални можности, инвеститорот се одлучува да изврши нелегална пренамена на дел од објектот, изјави вештакот. Таа посочи дека општинските инспекциски служби имале надлежност да реагираат доколку утврдат нелегална пренамена. Инспекцијските служби, доколку констатираат дека на некој објект е извршена нелегална пренамена, имаат право на сопственикот да му наложат да го врати објектот во првобитната состојба, објасни Ангелковиќ. На прашањето дали издадената лиценца за дискотеката Кабаре ја спречувала инспекцијата да постапува, таа одговори дека овластувањата на градежната инспекција не зависат од постоењето на друга лиценца. Судењето за пожарот во Пулс, во кој на 16 март 2025 година загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени, продолжува во основниот кривичен суд. А реакција денес има и родителите на настраданите деца. Продолжува презентацијата на градежното вештачење, кој детално го покажува неправилностите и пропустите поврзани со објектот Пулс. Но суштинско прашање е едно: како можело објект кој според документацијата немал соодветна намена повеќе од една деценија, како можело да функционира како кабаре и дискотека? Денес во судницата беше отворено прашањето како општината можела да го спречи работењето на овој објект. Беше посочено дека одобренијата ги издава градоначалникот, а контролата ја вршат надлежните служби.